Со читање на национални и светски пораки широм театрите во светот, денеска се одбележува Светскиот ден на театарот. Токму по тој повод, нешто повеќе за театарот, ќе ни открие мој денешен гостин Зоран Љутков, кој што е дел од утринската програма на Телма телевизија. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро и фала на поканата да Како? бидам ваш гостин на Светскиот ден на театарот. Како сте ово утро? Добро, супер. Ева малце како со времето облачно, ама во ред. Што представува театарот за вас и според вас кои теми треба да ги содржи? Видете, театарот е многу специфичен и многу значен за едно здраво општество. Така да во суштина македонскиот театар се базира на репертуарен театар. И се уште го носи предзнакот народен театар, што значи дека тој треба да опфаќа теми кои што се важни за целото македонско општество, од најрана возраст, од 7 годишна до 77 годишна возраст, така да тој треба да опфаќа и нова современа драма, треба да ги поттикнува македонските автори да пишуваат нови драми, театарот треба да ги поставува новите драми, треба да продуцира лектири кои што се важни за нашите ученици, треба да поставува исто и современа, и битова драма, и античка драма, и класици, така да има широк диапазон на своето действување и делување, така да мислам дека во секој случај треба да ги следи трендовите, поготово светските трендови во театарот. Имате долги години искуство со театарот, со театарската сцена, исто така сте филмски глумец, воедно и телевизиски. Кога би имале можност пак да избирате во кој правец би одела вашата кариера, дали би одбрале театар или пак филм? Видете, неколку пати сум кажал дека филмот е многу побрзата опција за да се стигне до слава, многу побрзата опција за да се стигне до повеќе финансиски средства и има многу пократок период на припремање и друг начин на актерска игра. Додека театарот е нешто во кое што живееме и кое што малтена го работиме многу повеќе како ентузијазам. Затоа што и во суштина ние се образуваме како драмски актери или како театарски актери. За жал во Македонија немаме се уште филмска школа или актерска игра пред камера и пред микрофон, кој што го има само како еден предмет на факултетот за драмски уметности. Но сепак сега малку повеќе би одел на филмот, затоа што веќе 25 години сум многу повеќе застапен на театарот. Овие години мислам дека тврдам дека ми се зрели на филмското плато. За разлика од времето кога вие сте биле дете или пак да кажам средношколец, дали сега имаме заинтересираност од страна на младата популација во однос на театарот? Знам дека имате и студио каде што обучувате млади актери. Да, вака ќе кажам зошто е отворено. Прво, има голема заинтересираност за во студиото, тоа е студио за актерски игра прва проба. И зошто впрочем е отворено тоа студио? Го отворивме со Маја затоа што сакавме да ги запознаеме децата и да ги научиме се оно што ни фалеше нас во младоста. Значи, ние како деца некаде на 12-13 годишна возраст немавме можност каде да се запознаеме со театар. Што значи, го отворивме ова студио, децата ги запознаваме, веќе имаме од 7 годишна возраст, па некаде до 16 години. Ние не ги учиме децата како да станат актери, туку ги учиме на основата, затоа што денес се запишуваат на академија на 18-19 годишна возраст, имаат друга перцепција што е тоа театар. Го мислат театарот дека тоа е слава, снимање, реклами, брза заработка на пари, брза популарност и е завршена работата и тука се сопнуваат на тој тест. Овдека ние тргнуваме буквално од суштината. Како да говорат, да се однесуваат? Правилен говор, чиста дикција, правилен говор, чист македонски јазик, држење на телото, фантазија, развивање на фантазијата, задржување на истата. Може да бидат и новинари понатаму во животот, може да бидат адвокати, може да бидат презентери, може да бидат
било што кое што бара јавен настап, не само актери. Така да тоа ќе им помогне понатаму за се во живот. А доколку се одлучат да станат актери, веќе имаме програма која што на 16 годишна возраст до 18 додека се запишат на академија има сосема друга програма за работа. Велите дека е голема заинтересираноста, па кажете ми дали вреди да се биде актер денес во Македонија? Вреди, ако знаете точно што барате од професијата. Неколку пати ми го поставиле прашањето и претходно и сега, или знаат многу луѓе да искоментираат, нема пари во тоа. Значи не е тоа суштината. Има многу. Само треба труд, треба работа и сепак и овдека се прави селекција. Можете да бидете и квалитетен и неквалитетен, како впрочем и во секоја професија се разбира колку ќе се изборите. Така да и тоа е нешто кое што ги учиме во студиото, да се изборат, да бидат најдобри и да го сакаат тоа што го работат. Доколку го сакаат, се разбира дека тоа ќе им се исплати и финансиски, ќе им се исплати и да речеме материјално и ќе бидат понатаму задоволни од својата професија. Се разбира, во секоја професија има и среќа, има и големи разочарувања. Да. Во однос на Светскиот ден на театарот, говориме на таа тема. Кажете ми колку нашите граѓани се едуцирани во однос на театарската сцена, колку сме културно напреднати во однос на минатото? Мислам дека моментално македонскиот театар се наоѓа во една голема стагнација, можем да кажем уназадување, но ајде пак ќе кажам во една транзиција. Затоа што генерално нас корона кризата, колку и да беше лош тој период, сепак ни покажа многу аспекти во нашето општество, ни покажа до каде сме. И ако добро ги погледнеме овие 3-4 години што се позади нас и бидеме доволно паметни и ги искористиме корона кризата, тогаш ќе си посееме едно ново семе. Македонија е плодна почва за театар, но моментално е во тешка стагнација, нема доволно средства, имаме руинирани институции и од тие причини мислам дека треба да се свестиме, треба да посееме, како што рекол и Питер Селес, предходниот режисер кој што за 2022 ја напиша светската порака за театарот, дека ние сега треба да си посееме едно ново семе, тоа да израти, затоа што ова предходното веќе е скоро суво. Потребно е системско решение. Потребно е реинсталација комплетно во нашиот театар и е потребно малку повеќе да погледнеме што ни се случува надвор. Ние сме долги години меѓународно изолирани. Твориме само тоа што го знаеме од внатре, а ние внатре немаме доволно соодветен кадар кој што може да ни го покаже патот. Така да мора да ги напуштиме границите. Некои светски стандарди. Апсолутно, кои што нас ни се недостапни. Иако имаме интернетот денеска ни пружа се, но сепак театарот бара контакт лице во лице. Господине Лутков, за крај уште едно прашање имам по повод Светскиот ден на театарот. Каква можност ќе има публиката, односно што ќе може денес да се види во Драмскиот театар? Денес не знам конкретно што има во Драмски театар. Јас сум поканет вечер на јубилејната 150-та изведба на Стюардеси во театар комедија и ќе бидам таму во мојот матичен театар. Имаме денес во 12 часот покана да се собереме сите, буквално сите вработени. Ќе имаме еден состанок и веројатно во текот на денот ќе одлучиме како би го прославиле 27-ми Светскиот ден на театарот. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас на поканата, драго ми беше. Тоа беше Зоран Лутков, познат лик меѓу нашата популација. Говоревме на тема Светскиот ден на театарот и секако повеќе податоци воедно за театарот.